Во САД, еден 22 годишен човек од Калифорнија доби казна од 70 месеци затвор за улога во голема криптоизмама. Според Американското Министерство за правда, групата украла повеќе од 263 милиони долари во крипто, користејќи social engineering, односно манипулација на жртвите за да дојдат до нивните средства. Неговата улога не била директно само крадење, туку и перење на пари. Тој признал дека помогнал да се исперат најмалку 3,5 милиони долари од украдените средства. Парите, според властите, биле користени за луксузен живот, скапи коли, Rolex саати и огромни сметки во ноќни клубови. Овој случај е уште еден потсетник дека во крипто не е ризик само цената на биткоин или алткоините. Ризик се и луѓето кои ќе пробаат да те изманипулираат. Затоа никогаш не споделувај приватни клучеви, сит фрази или пристап до болет. Во крипто една грешка може да чини многу. Во овој конкретен случај властите нагласуваат дека жртвите биле таргетирани директно преку лажни представувања и комуникација што изгледала како легитимна. Тоа е најопасното, кога измамата изгледа како вистинска ситуација. И токму затоа секогаш проверувај два пати пред да направиш било каква трансакција или да кликнеш на линк. Во крипто, сигурноста е твоја одговорност.